Корона пандемијата повторно зема замав. Показател за тоа според познавачите е што бројот на преносливост на вирусот повторно ја надмина единицата. Што значи дека секој еден заразен, вирусот го пренесува на најмалку уште едно лице. Професорот Дејан Трајковски преку своите дневни анализи алармира дека со студените денови ќе се зголеми и бројот на нови случаи, посебно во средините, каде во летото имаше мал број на заразени. Може да се каже дека бранот на делта сојот во државата практично не е ни започнат, ако не ги сметаме градовите од Полошкиот регион, Тетово и Гостивар. Значи, во остатокот од државата бројките допрва ќе зголемуваат, како што ќе расте преносливоста и вториот фактор, како што ќе се намалува заштитата од вакцините. Бројот на починати никако да спласне. Податоците на Министерството за здравство и натаму бележат двоцифрен број на пациенти кои ја загубиле битката со вирусот. Ова пак е причина поради која Македонија и натаму е високо на листата на земји со најголем број на починати на 1 милион жители. Втора во Европа и трета во светот. Но професорот Трајковски алармира, ако се земат предвид податоците од последниот попис, тогаш земјава е прва во светот по бројот на смртни случаи. Доколку работиме со податоците од последниот попис, доколку работиме со број на жители од 1,8 милиони, ние сме втори на светот, веднаш после Перу. Но доколку сметаме со одвишната смртност, односно бројот на починати од извештаите на Државниот завод за статистика и со податоците од последниот попис, ние сме практично дури и пред Перу. Ние имаме преку 6000 починати одвишна смртност, значи на милион жители. Во меѓувреме, новата уште позаразна варијанта на делта мутацијата се ближи кон Македонија. Вчера 2 нови случаи биле регистрирани во Кипар. Според светските медиуми, делта плюс сојот го има во Велика Британија, а мал број случаи се регистрирани и во Данска, Германија, САД, Израел и во Русија.